Под силно полициско обезбедување и со присуства на роднини на обвинетите кои пристигнаа од Турција, денеска во Основниот суд во Штип започна судењето на 21-годишниот турски државјанин Кадир Кара за убиството од 8 мај што се случи во кафе-бар на градскиот плоштад во центарот на градот. Кара со уште 4 други е обвинет за убиство, а останатите за помагање. Наместо во салата на Основниот кривичен суд во Штип поради технички причини, бидејќи делото е од поголем обем, првото рочиште се одржа во големата судница на Апелацискиот суд. На 4 октомври по спроведена истражна постапка штипското обвинителство поднесе обвинителен акт за 5 турски државјани инволвирани во убиството, а дел од нив веќе имале криминално досие во Турција. На обвинителна клупа седнаа 5 лица. Главен осомничен е 21-годишниот турски државјанин Кадир Кара, кој според обвинението го испукал смртоносниот куршум. Тој се товари за тешко убиство како и за недозволено поседување оружје и експлозив. Одбраната на обвинетите пак побара кривичното дело да се преименува во убиство на миг и посочи дека се направени пропусти. Денеска имавме прилика да видиме добро скоцкано обвинение од страна на ОЈО Штип, но за жал истото не е вистинито и не е реално, со тоа што ние како одбрана увидовме низа на пропусти во обвинението и сметаме дека ОЈО Штип со ваквото обвинение не докажува разумно сомневање дека ние како одбрана ќе докажеме вистината, спротивната страна, дека ниту убиството е сторено со умисла, а ниту пак соизвршителите, поточно помагачите, се помагачи во ова кривично дело, со тоа што нели одбраната поседува доволно докази, сериозни докази, од кои можеме да утврдиме дека вината во овој случај не е на товар на обвинетите, туку вината е на товар на другата страна, поточно на оштетената страна, кои насилно сакаат да изнудат одредени ситуации. Османов истакна и дека сега убиениот турски државјанин бил познат по своето насилно однесување, закани и уцени кои ги правел кон турските студенти во Штип, а и тој имал лично поднесено кривична пријава против него, но како што тврди обвинителството не презело ништо. Според обвинението, настанот се случил на 8 мај околу 21 часот во угостителски објект во Штип, каде што било пукано со пиштол кон 25-годишниот турски државјанин Енес Оздемир, пошто сторителот побегнал со возило. Повредениот бил однесен во Штипската клиничка болница каде починал по преземените мерки и активности од страна на полицијата, при што бил употребен и дрон во близина на наплатната рампа Миладиновци, било запрено патничко возило БМВ со штипски регистарски ознаки. При тоа едно лице од автомобилот се дало во бегство, но бргу било фатено и заедно со останатите биле лишени од слобода. Јавен обвинител истата ноќ извршил увид во кафулето, каде што биле идентификувани напаѓачот и жртвата. Таму биле најдени чаури и други траги кои биле дадени на вештачење, а исто така биле обезбедени и снимки од видеонадзорот. Инаку судијката Јулијана Неткова го води процесот, кој се очекува да привлече големо внимание поради тежината на делото. Следното рочиште е закажано за 19 декември и постапката ќе продолжи во фаза на доказна постапка.